Па мислам дека ќе биде тоа утврдено денес, бидејќи ја најави председателот како неотповиклива и да се утврди денес дневниот ред за конгресот кој што треба да го одржиме на 23. Мислам дека и тие две точки се добро познати и се надеваме дека во овој период денес ќе се утврди рокот за доставување на кандидатури за избор на председател на партијата. Самиот конгрес може да се поднесат кандидатури, нели? Предпоставувам дека ќе треба сепак некој рок, 1 или 2 дена порано се поднесат кандидатури и истите да исполнуваат одредени услови согласно статутот, број на подписи, делегати, членство во партијата и слично. И предходниот период исто така имаше барање да биде променет статутот во однос на изборот на нов председател. Дали ќе има промена на статутот? Статутот е тој кој што го имаат прифатено и изгласано сите членови и кандидатите се истите без да бидат менувани, оние кои што биле кандидати, односно делегати на претходниот редовен конгрес, според статутот тие се на сегашниот вонреден конгрес. И тоа што сметам дека е важно за овој конгрес, помалку е битно новото име за председател на партијата, повеќе е битен новиот концепт за делување на партијата како една здрава опозиција која што може да се понуди за политичка алтернатива и замена на власта. Ќе видиме, има време, ќе разговараме со колегите, со делегатите, со општинските комитети и мислам дека важно ние да имаме добар избор, да имаме транспарентен конгрес и да имаме една сплотеност која што и сега е одлика на ВМРО-ДПМН. Ви благодарам многу. Благодарам многу. Благодарам многу.